Тодор Александров да добие улица во Штип. Ова ќе биде една од заложбите на Граѓанско-демократската унија, која, како задача, ќе имаат нивните членови, кои на првите наредни избори ГДУ планира да влезат во Штипскиот совет. После 28 години Тодор Александров заслужува да има своја улица во градот Штип. Една од задачите кои што тие ќе ги имаат во следниот состав на Советот на општината е да предложат именување на улица на името на Тодор Александров. Се надевам дека колегите со кои што денеска бевме тука заедно ВМРО ДПМН нема да гласаат против тој предлог, бидејќи ако сакале тоа да се случи повеќе од 3 или 4 мандата кога имале апсолутно мнозинство можеле да го направат. Првиот човек на ГДУ, штипјанецот Петар Колев, е разочаран што денес, на денот кога се одбележува 95 години од убиството на Александров, зад неговото дело не застанале сите политички партии. Сакам да ја изразам мојата длабока разочараност од тоа што и покрај величината и големината на Тодор Александров, тој денеска не успеа да обедини штипската политичка елита, бидејќи представниците на власта, како што можете да видите, Социјалдемократскиот сојуз, не се тука помеѓу нас за да одадат почит на великанот Александров. Се надевам дека Социјалдемократскиот сојуз ќе ги надминат своите комплекси од комунизмот и ќе почнат да ја гледаат историјата и минатото на овој славен град и на славното ново село со реални очи и ќе ја прифатат големината и величината на организацијата од периодот после Првата светска војна. За разлика од СДСМ, ВМРО ДПМН и оваа година, како и сите претходни, беше дел од панихидата за Тодор Александров, која секоја година се организира во неговото родно Ново село. Во чест на големиот великан, вечниот председател на ВМРО Тодор Александров, денес во црквата Успение на Пресвета Богородица одбележуваме 95 години од убиството на овој голем човек со панихида, молитва. Инаку, Тодор Александров Поп Орушов е македонски политички лидер, војвода и еден од водачите на ВМРО. Тој за време на животот и за време на смртта е причина за многу контраверзии и поделености, додека за едни е еден од најголемите македонски патриоти, за други е личност која во Македонија ја одработувала туѓа агенда. До ден денешен историчарите немаат заземено заеднички став околу неговата улога и место во македонската историја.